преку шатери да бидат обслужени даночните обврзници. Гледаме по талончињата каде Амбасадор на Европската Унија, господин Жбогар, почитувана директорка на Управата за јавни приходи, господја Лукаревска, почитувани вработени во Управата за јавни приходи, почитувани представници на медиумите и почитувани присутни. Јас најпрво сакам да искажам голема благодарност до Европската Унија, бидејќи таа многу силно ги поддржува реформските процеси во Македонија. Исто така многу е важно дека со поддршката се обезбедува изградба на административните капацитети, но исто така и воведување на стандарди и практики кои што значат доближување на нашите во Македонија со тие од Европската Унија. Овде сме, значи, за новој настан мора да кажам дека особено ги поздравувам заложбите на Управата за јавни приходи, кои што значат унапредување на услугите за даночните обврзници. Тоа е многу важно. Значи, важно е услугите на управата да бидат што е можно по-блиски до граѓаните, а од друга страна многу е важно да се каже дека Управата за јавни приходи е една од најважните алки во општеството, бидејќи го врши прибирањето на даноците, а само со вакви приходи може да се обезбеди финансирање на клучните столбови во општеството, тоа се образование, здравство, инфраструктура и се она што значи јавни добра. Ова се, значи, пари кои што се собираат од граѓаните и од фирмите, но потоа завршуваат кај граѓаните. Заради тоа е потребно да се обезбеди висок квалитет на овие услуги и ова поддршка од Европската Унија е особено значајна за нас. Јас морам да истакнам дека во програмата за реформи со јавните финансии 2018-2021 година, која што ние ја подготвивме заедно со Европската Унија, кој што треба на еден среден период да донесе доближување на сите важни елементи на македонскиот систем на јавни финансии до европскиот. Значи, еден од поважните елементи се реформите. Токму тука, токму во Управата за јавни финансии, каде што клучните реформи се во процесите за модернизација на оваа управа за јавни приходи и при тоа зајакнување пред се информатичко на информацијските системи, но и на процесите на управата. Веќе се направени чекори за поедноставување на постапките за пријавување и плаќање на персоналниот данок на доход од страна на фирмите и граѓаните и се воведуваат нови кориснички ориентирани даночни услуги кои ќе бидат достапни во 2018 и 2019 година, кои што ќе завршат со предпополнета даночна пријава во 2019 година. Ја на крајот сакам да се заблагодарам на вработените кои што се тука во управата, тие вршат изворедно одговорна задача и во следниот период мораме уште повеќе да работиме, услугите да бидат доближени, да бидат што подобро можни одагол за граѓаните. Ви благодарам.